денешното одлагање практично значи дека судењето нареден пат треба да почне повторно од почеток по 6-ти пат. И би рекла дека во овој случај доказната стратегија на обвинетите, меѓу другото е фокусирана на одложување на оваа постапка, бидејќи само преку застареност можат да избегнат одговорност, бидејќи се работи за предмет за кој самите се свесни дека обвинителството поседува цврсти докази. Настапена е застареност на предикатното кривично дело, односно на кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување, поради истек на законските рокови за застареност и измените на кривичниот закон кои што беа донесени во 2023 година. Меѓутоа и покрај застарениот предикат, согласно законот, а и постоечката судска пракса, не постојат правни пречки да се гони перењето пари. Во овој случај, за кое што застареноста, согласно закон, настапува во 2035 година. Дали тоа што значи за кого застарува злоупотребата? Дали сите остануваат, за кого останува, продолжува судењето за перење пари, има никакви суштински? Не, сите обвинети кои што беа обвинети за злоупотребата, беа обвинети за кривичното дело перење пари, така што само во однос на двајца обвинети застарено е кривичното дело